Во оваа емисија, која тематски ја посветуваме на нашата земја, сакаме да дадеме осврт врз југословенската политика на неврзувањето. Разгледувањето на југословенската политика воглавно треба да се движи во два домена. Прво, посебниот развиток и карактер на односите со надворешниот свет и искуствата што на тоа подрачје ги стекнавме. И второ, посебноста на внатрешниот развиток како појдовна точка за формирање на надворешната политика и воопшто на односите со надворешниот свет. Во овој контекст најпрво разговаравме со другарот Алеш Беблер, кој што накусо се осврна врз специфичната меѓународна положба на Југославија по Втората светска војна. Друже Беблер, Другар Беблер, како го објаснувате почетокот и корените на неврзаноста на нашата земја? Овие денови во здравицата на председателот Иди Амин, нашиот председател рече: "Нашите две земји се неврзани со самото тоа што се бореа за својата слобода." Председателот Тито со тоа изрази една длабока вистина, односно дека политиката на неврзување во суштина е политика на независност и рамноправност на народите. Точно е дека борбата за независност и рамноправност кај нас се водеше во специфични услови и дека во некои периоди пред формалното прогласување на ова име неврзување имаше одделни видови. Да ги земам овие периоди кои се дел од тој предисторијат. Три периоде на кои се дели тај предисторијат, да така кажем, несврставање код нас. Да ја наречам така неврзаноста кај нас. Тоа е нашата надворешна политика за време на војната, во првите повоени денови и од нашиот голем спор со Советскиот сојуз наваму. Во времето на војната, нашата борба за независност, за слобода, беше борба во склоп на светската демократска коалиција. Тука главно беше победата на светската демократска коалиција, која се бореше за слобода на народите, за независност на народите, за рамноправност на народите. Ние во таа борба сесрдно учествувавме безкомпромисно, не штедејки се. Војувавме против заедничкиот непријател и соработувавме со сите делови на таа светска демократска коалиција, без никакви, треба да истакнеме, идеолошки разлики и со источните и со западните. Со западните, например, односите напредуваат толку со времето што во Врховниот штаб дојде англо-американска мисија. Потоа дојде и советска воена мисија. На западните им помагавме онолку колку што можевме во тие конкретни услови во разни форми. Например, спасувајќи ги бегалците од заробеничките логори, спасувајќи ги пилотите, оние кои со падобранци се спуштаа на нашата територија на стотици и стотици. Докрај не е раскажано за се. Би требало некој да проучи и да напише. Ги спроведувавме до Јадранскиот брег, па потоа во Италија, за да се враќаат во своите служби како пилоти. Јас мислам дека со тоа добро и помогнавме на сојузничката воена авијација. Со Советскиот сојуз војувавме заедно во последната фаза од војната на нашата територија. Значи, воено соработување со сите, заедно сите победивме и станавме едни од победниците во војната, основачи на Обединетите нации, учесници на мировни конференции како победници. Ете како ја остварувавме својата независност и својата рамноправност со другите. И соработувајќи се здобивме со рамноправни односи во светот воопшто, во тие форми и толку колку што тогаш беше можно. Доаѓа втор период, кој донекаде е спорен. Често во западниот печат и денеска уште се подгрева тој период од 1945 до 1948 година, наводно дека тогаш ние му се подчинивме на Советскиот сојуз, дека бевме советски сателити. Тоа се клеветења против нас. Ние и тогаш бевме совршено независни. Точно е дека нашата надворешна политика тогаш имаше посебни видови заради специфичните околности. Тука беше тесната соработка со Исток поради неколку специфични причини. Една беше тоа што наодамна западниот дел на светската демократска коалиција почна да не смета како непријател, како земја која му помага на еден друг табор, ако не и на блок. Па затоа, например, беа многу непријатни спрема нас по прашањата на нашите територијални барања.
Nije gibaravme etničkite granici, isprema Avstrije, isprema Italija. Tije bea protiv etničkite granici, a za strategijski granici. Taka i su Avstrija. Granica te je strategijska, a ne etnička. Taka i su Italija i danas je granica koja ne zadovoluva. No možeš da bide ušte pološo, zašto vo početok tije Jabara i cela Istra, pa polovina od Istra, pa cela Istra. Ušte po vojnata gi produživme tije teritorijalni raboti neprijatni za nas. Taka, na primjer, v 1947. godina protiv našata volja na Hartije su zdadena slobodna teritorija Trst. Bara cela ta teritorija, vključuvajke i zonata B, koja beše pod naša okupacija, da se priključi kon Italija. To su zdavaš izvesno Studenilovo odnosite na zapad. Tamu i taka se vodeše prilična kampanja, se govoreše deka vovedov mednopartijski teroristički režim vo koji nema sloboda na veroispoved, sloboda na pečatot i taka natamu. Gi podržuva kvislinzite što pobegna na zapad, četnicite, ustašite, belogardejcite i taka natamu. Znači, se vodeše studena vojna protiv nas. To ne upatuvaše da baram izvesna podrška onamu kade što nije dava, a ta pomoć nije dava od istok, iako zapadnite vo početok od malko ni pomogna. Preko UNRA dobivme nešto hrana, lokomotivi, kamioni. Međutim, to brzo presušivo, to vremena studenata vojna, dodeka sovjetskata pomoć prodolži. Taka sovjetite ni pomogna da gi obnovime našite železničke liniji, našite mostovi, ni dava pomoć vo oružuvanje. Na zapad za to ne bi moželo ni da se pomisli. Nije moravme da su zdademe sovremena vojska. Potoa tuka beše jedno osnovno prašanje koje deneska dosta se zaborava vova novosozdadena situacija. A to je deka nije ušte toga šveruvavme, oti socijalizmot znači i ravnopravnost na narodite, deka socijalistička zemlja vo koja vladajačka ideologija marksizmot i leninizmot ne može da vodi poinakva nadvorešna politika, osven politika na nezavisnost. Pa spored toa, sorabotuvajki su istočnite zemlji, nije sorabotuvavme so grupa zemlji koja se zalaga za ravnopravni, pravedni međunarodni odnosi. Međutim, sve to toa go preseče Stalin. I so toa vleguvame vo tretiot period. To so svojte napadi vrznas, so svojot obide ne frli na kolena. Prvo, dokaže deka do togaš ne bevme na kolena, oti ne bevme sateliti. Deka bevme ravnopraven učesnik vo sorabotkata su istočnite zemlji i so Sovjetski od Sojus. Od druga strana. To go dokaže i to, deka Sovjetski od Sojus pod njegovo rukovodstvo ne se zalaga za ravnopravna međunarodna sorabotka, tuku deka odi na slična politika kakva što imat na zapad. To je politikata na podelba na svetotne interesni sferi, od što so vreme proizleze politikata na blokovi. Ja smislam deka tuka se korenite na ta nova orijentacija, što ja narekovme nevrzuvanje. A to je zaključok od citetije gorčljivi iskustva. Deka treba da se raboti na nadminuvanje na podelbata na povojeni od svet na delovi, na interesni sferi i podocna na blokovi. Na delove, na interesne sfere i kasnije na blokove. Deka preku nadminuvanja na ta podelba, to jest niz politika na nevrzuvanje vo tije blokovi, vo tije grupaciji, možeme da postigneme ravnopraven svet. Svet na ravnopravni narodi, svet na narodi od koji sekoj može da ostvari svojata sloboda i nezavisnost. Eve, taka, ta ista politika na nezavisnost, sloboda, se zdobi su ta specifična forma koja nije, ja narekuvame, politika na nevrzuvanje. Međutim, položbata na Jugoslavija navistina beše komplicirana ako se zeme predvid deka pritisocite doađa i od istok i od zapad. I to je jedna specifična situacija na odnosi vo kojoj Jugoslavija trebaše da žive i da se razviva. Izvesno vreme bevme strašno izolirani, živejevme sami. Se sekjavam na jedan od našite rukovoditelji koga reče da imame sreća da bideme vo nekoj sklop zemlje, da rečeme kakovo britanski od Commonwealth, nekoj da je so nas, nije sme sosema sami. Na vistina bevme sami. No vo to vreme za koje govore vsega pred kraj, sozrevaše mislata na nevrzanost i vo drugite delovi na svetot.
Nehru beše prvi od kojeg upotrebi to izbor. Ne možeme da mu ga odzememe toa prvenstvo. V indijski od parlament toj reče, toa što ni treba, toa je politika, nekoj vid nevrzuvanje. Toj prv go upotrebi toj izbor. Gledate, tukaj jaz bi možel da vnesam jedno lično sekjavanje na tije vreminja. To bi bilo interesno za slušatelite i za gledačite. To beše 1950. godina, koga studenata vojna vojden del na svetot vo Koreja prerasna vo žeška vojna. Na stranata na Severna Koreja vojuva Sovjetski odsojus i Kina, na stranata na Južna Koreja Sojedinetite Amerikanski državi i nivnite sojuznici. Se vojuvaše, kako što znajete, preko cela Koreja. Prvo severnata vojska dojde na jug, južnata dojde na sever i taka natamo. Prašanje to na korejskata vojna se postavi pred Objedinetite naciji i tuka drugar od Kardelj nastavi pred generalni odsekretar so predlog da se zapre vojuvanje to i da se postigne kompromisna starata demarkaciona linija, sekuj da se povleče na svojata strana. To beše odbijeno, se vojuvaše po natamu i vo Sovjetu za bezbednost, kada što jas ostanav sam, zašto delegacijata se vrati, slučajev se raspravaše po natamu so meseci i so godini, dodeka traješe vojnata. Stvar se raspravila dalje mjesecima i godinama dok je trajao taj rat. Tuka se sozdade jedna posebna situacija. Zaradi prašanja to zavleguvanje, odnosno pristapuvanja na Kina v Objedinetite naciji, što je odbijeno od strana na zapadnuto mnozinstvo, sovjetski delegati izleze od salata na Sovjetu za bezbednost i 2 godine ne učestvuvaše vo negovata rabota. Spored toa, Amerikancite, bez sovjetsko to veto može da gi sproveduva svojite rešenije. Nije befme tuka, členovite na Sovjetu za bezbednosti se najdovme vodostane prijatna položba. Togaž befme pod žestok pritisok na Stalinovi od Sovjetski sojuz. Na našite granici se koncentrira trupi, doageše do granični incidenti, ekonomska blokada i taka natamu. Znači mnogo težog pritisok koga ni zatreba pomoć od zapad. Od druga strana vo Sovjetu za bezbednost Amerikancite sproveduva takva politika što preko Sovjetu za bezbednost givo vleko Objedinetite naciji vo korejskata vojna na svoja strana. Pa amerikanskata vojska vo Koreja vojuvaše so sini šlemovi. Amerikanska vojska pod MacArthur, kako što se sekjavate. To beše premnogu. Tuka i nije. Vo koliko i da bilo teška situacija da befme, ne moževme da prifatime i rešivme da abstinirame po site amerikanski predlozi vo vrska so toa. I zamislite što se sluči. Se pokaže deka ne abstiniravme sami, tuku so nas abstinirat ušte 2 delegacije vo Sovjetu za bezbednost i toa Indija i Egipet. I taka site 3 naši delegaciji stvrsto se zbližija. Šefovite na delegaciji te stanavme lični prijatelji, izleguvavme zajedno na vikendi i taka natamu. I taka vo Sovjetu za bezbednost se rodi toa jadro naidnata politika na nevrzuvanje. Potom po nekoliko godini, tok mu šefovite na tije 3 naši delegaciji, Tito, Nehru i Nasser, se sustana na Brioni, pa nekoliko godini podocna so na Krumah i Sosukarno, 5 temina vo New York i veke beše na pokaz prvata Belgradska konferencija po naša inicijativa vo naši od glaven grad. Определувањето на Југославија за политиката на неврзување во незините меѓународни односи е всушност еден процес на дефинирање и прочистување на принципите на нашата политика, а сето тоа во контекстот и во целокупноста на поширокото движење на неврзаните. Развојниот пат на југословенската политика на неврзувањето е всушност развојната линија на неврзувањето воопшто, но и специфичностите на положбата на нашата земја и даваат се разбира собствена боја и нагласени карактеристики. Токму ова прашање го зафатиме во нашиот разговор со другарот Новак Прибичевиќ. Друже Прибичевиќу, како оценјувате... Другар Прибичевиќ, како ја оценувате југословенската политика на неврзување? Дали тоа може да биде збор за фази или периоди во тој процес на искристализирање на постулатите на оваа наша политика? Или конкретно речено, каков е развојниот пат на нашето определување за неврзаноста? Па пред се, јас мислам дека неврзувањето за Југославија започна значително пред да се одржи првата конференција на неврзаните земји.
Ovo naravno treba shvatiti uslovno. Ova svakako treba da se shvati uslovno, I političkim korijenima. zato što зборувам за оние идејни или политички корени кои ја сочинуваат содржината на политиката на неврзувањето, Šivali, razvijali. кои се зацврстуваа, се развиваа во нашата надворешна политика. Јас би рекол дека скоро во целиот повоен период Oni su zasnovani na тие се засновани врз оние постулати koji su već u socijalističkoj кои веќе се искристализирани во нашата социјалистичка револуција, strani, a koji se svode na а кои се сведуваат borbu za на борба за мир, mir, za ravnopravnu međunarodnu за еднаква меѓународна соработка, eksploataciju međunarodnog против сите видови експлоатација во меѓународните односи кои на некој начин се запишани, јас би рекол, socijalističke во темелите на новата социјалистичка независна Titove Jugoslavije. Титова Југославија, Posebno u periodu nakon посебно во периодот по 1948 година, Jugoslavije sa по раскинувањето на Југославија staljinističkim со сталинистичкиот притисок bio primijenjen, кој беше применет врз неа, još jasnije se уште појасно се формулираат takvi такви principi принципи во меѓународните односи, još односно preciznije se razrađuje уште попрецизно се заработува таквата акција во поддршка на принципите prije svega znače borbu za кои пред се значат борба за зачувување и зацврстување socijalističke на независната позиција на социјалистичка Југославија, i njenu težnju za а исто така и незиниот стремеж saradnje да развие што поширока меѓународна соработка saradnju žele со сите оние земји што ваквата соработка ја сакаат и ја прифаќаат врз рамноправни односи. da je u toku Мислам дека е многу карактеристично podsjećam u vrijeme тоа што во текот на 50-тите години, значи подсетувам, во времето на најжестоката блоковска конфронтација, između Jugoslavije во времето на студената војна, се дојде и до првите контакти меѓу Југославија и самиот председател Тито koji će se kasnije javljati и лидерите на оние земји кои подосна ќе се јавуваат како едни од водечките протагонисти на политиката на неврзувањето. poznata danas već može se Јас reći тука мислам на познатите, денес може да се каже, историски патување на другарот Тито во Азија njegove kontakte во 1955-56 година, istaknutim azijskim на неговите први контакти со истакнатите азијски државници, со премиерот на Индија, Нехру, со бурманските државници. razgovor sa predsjednikom На првиот разговор со председателот Насер при минувањето ни Суетскиот канал, gdje se pokazalo при што се покажа iako дека во тие земји, иако различни и по своите традиционални, да кажем, вредности, искуство, меѓународна географска положба, i drugim па и со своите внатрешни системи, svojim sistemima da sazrijevaju kod svih кај сите почнаа да созреваат слични гледишта на меѓународните односи. gledišta koje i kod tih naroda Гледишта кои и кај тие народи произлегуваа од една историски дефинирана ситуација. ti su narodi tek nedavno Односно, тие народи nakon дури неодамна се здобија со независност, подолгогодишна, напорна и многу тешка борба. željeli da tako stečenu nezavisnost Тие не сакаа така здобиената независност, со толку жртви, сега да ја донесат под прашање, со таква некоја меѓународна положба, pružao punu mogućnost која не би овозможила целосна можност да ги остварат аспирациите на своите народи, razvitkom uz а тоа значи непречен внатрешен развој со најширока меѓународна соработка. iz tog vremena Веќе во тие разговори, јас би рекол, од тоа време почнуваат да се дефинираат насоките на заедничка акција на тие земји, početima koje sam već повторно на оние принципи кои веќе ги спомнав. borbe za mir, На принципите за борба за мир, надминување на блоковската поделеност, demokratizacije međunarodne демократизација на меѓународните односи, podrške многу доследна поддршка на антиколонијалната борба, која тогаш се наоѓаше во својот најширок замав. tako da je cijeli Така, целиот период на втората половина на таа петта деценија на нашиот век stoljeća zapravo predstavljalo jedan представуваше заедничка работа на подготовка političke platforme. на една таква политичка платформа, што ќе представува основа за собир на неврзаните земји во Белград. Da je Jugoslavija И мислам, оти не е случајно што Југославија и другарот Тито се домаќини на првата конференција, што на одреден начин ugleda представува манифестација за угледот што Југославија со својата доследна мирољубива политика
zalaganjem za со своето доследно залагање за целите што им беа заеднички на тие земи, stekla u to vrijeme. веќе го здоби во тоа време. Mislim da je Beogradska konferencija Мислам дека Белградската конференција danas и денес останува значајна по тоа што на неа се формулирани основните принципи на неврзување, što su, како што подосна kao što će развитокот ќе покаже ti principi дека тие принципи во целост ја покажаа својата животна вредност, еве до денешен ден, što su oni predstavljaju osnovu na дека тие представуваа основа i razvijao врз која подосна се градеше davanja i njegova и се развиваше движењето на неврзаните и незината еволуција како еден од доминантните фактори во меѓународните односи во денешно време. ja ovom prilikom mislim Јас во оваа прилика мислам дека не би требало да ги повторувам деталите од натамошните конференции што се одржани во Каиро, u Lusaki конференцијата во Лусака, во Алжир, koja svaka od njih ima а секоја од нив svoj određeni značaj u има свое одредено значење во растежот на политиката на неврзувањето. sve te konferencije Би сакал да кажам дека сите тие конференции je zajedničke. имаат и некои заеднички карактеристики. Mislim da se može Пред се, мислам дека може апсолутно да се утврди една непрекината тенденција на ширење на политиката на неврзувањето. ne samo kroz povećanje Не само низ зголемување на бројот на земите што учествуваа на секоја следна конференција, značajna иако и тоа е значителна манифестација. tendence, nego Не таква тенденција, туку исто така низ пробивање на идеите на неврзувањето. van okvira samih И надвор од тие рамки на самите собери на неврзаните земји во матицата, да кажем така, на меѓународните односи во целост. čini mi se da se može konstatirati Потоа ми се чини дека може да се констатира оти од конференција до конференција непрекинато постоел стремеж кон се поголема конкретизација на акционите програми на неврзаните земји и нивната меѓусебна соработка во борбата за заедничките цели. borbi za zajedničke ciljeve. И конечно мислам дека една од карактеристиките е заедничка за сите, одржана конференција на доследност на неврзаните земји, на оние цели кои тие ги прифатија како основа за својата политика. One prihvatile kao osnovu svoje politike. Југословенската политика на неврзување и југословенското истапување во сферата на меѓународните односи се принципиелност и доследност на земја која се определила за цврсти принципи на меѓународна соработка врз равноправна основа, почитување и респектирање на правата на другите и залагање во доменот на обезбедувањето на светскиот мир и безбедноста. Југословенската концепција на оживотворување на активна положба во меѓународната заедница не е само формулација во дадена историска и политичка состојба на работите, ами и трајно определување за вредности од неспорен карактер. Интересно е, а воедно и од голема важност, на кој начин овие поставки се уставно регулирани. Го замоливме другарот Ѓорги Цаца за неколку објаснувања во оваа смисла. Во Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија формулирани се принципите на надворешната политика и на меѓународните односи на нашата земја. Ве молам објасните ги уставните решенија во овој поглед. Утврдувањето на овие принципи прв пат стана уставна категорија со донесувањето на Уставот на СФРЈ од 1963 година, а тој концепт за таа уставна содржина на овие принципи е потврден и со Уставот на Југославија од 1974 година. Со овие принципи се утврдуваат прв пат уставно основите и суштината на меѓународната политика и на меѓународните односи на Југославија. Три основни причини се за ово уставно решение. Прво е карактерот на Уставот на Југославија, кој не представува само организационен акт на државната структура, туку во основа и воглавно повелба на општественото и политичко устројство на земјата. Второ, со овие принципи се утврдува уставна обврска за спроведување на така утврдената меѓународна политика. И трето, на светот му се соопштува на определен начин дека е то траен квалитет
и неотповикливо определување на Југославија како држава и како заедница. Овие принципи изразуваат две компоненти. Едната се однесува на односот на Југославија спрема сите држави и сите народи на светот, а втората компонента ги изразува односите на Југославија спрема социјалистичките земји, што произлегува од незиниот социјалистички самоуправен карактер. Во однос на сите држави и на народите на светот, Уставот содржи неколку принципи кои ја изразуваат идејната определеност и суштината на односот на Југославија, условно да се изразам спрема светот. Пред се, тука е мирољубивата коегзистенција и активната соработка на основите на рамноправност, без оглед на разликите во општественото уредување на одделните земји. Поврзано со ова е и начелото за немешањето во внатрешните работи на другите земји. Потоа е почитувањето на националната сувереност и на рамноправноста на секој народ и на секоја земја, како и правото на секој народ слободно да го определува и изградува општественото и политичко уредување на неговата земја, поточно држава. Натамошен принцип е правото на самоопределување и на национална независност, од која произлегува и почитувањето на правата на националните малцинства, а посебно за Југославија, почитувањето на правата на деловите на